Денеска во општина Куманово беше одржан свикан кризниот штаб и одржана седница на кризниот штаб поради состојбата што го погоди нашиот град и околината од невремето што се случи синоќа и во текот на вчерашниот ден. Беа разгледани и соберени податоци од екипите кои што беа на терен. Благодарение на екипите на чистота на противпожарната бригада, дирекцијата за заштита и спасување, брзо се интервенираше на терен и се расчистуваше колку што може побрзо во текот на вчера во денот и доста во ноќта до утринските часови. Како секретар се јавив и до ЕВН, до службите на ЕВН, до нашата болница, до нашето МВР, од каде што ги собравме информациите дека сите екипи на ЕВН цел ноќ биле на терен да го способат централното градско подрачје и градот со електрична енергија, бидејќи имало големи оштетувања на нивната инсталација, преки на електричната енергија и денеска продолжуваат од раните утрински часови. Сите екипи на ЕВН се на терен за да оспособат со електрична енергија и приградските населби и селата. Дополнително екипите на СВР, МВР се исто така на терен. По барање вршат увид каде што подоцна екипата на ЕВН расчистува. Во болницата, како што информираше директорот, сите последици се отстранети, односно имало неколку дрва кои што биле бутнати во нивниот двор, тоа е средено со екипите на чистота и струја имаат во објектот, така да болницата нормално функционира. Донесен е заклучок дека поради состојбата која што и метеото е така овие денови, дека ќе имаме повторно невреме, дека кризниот штаб ќе се состанува по потреба, ќе се свикува кризен штаб по потреба. Исто така на сајтот на општина Куманово се дадени броевите каде што можат граѓаните да се обратат со дополнителни пријави, додека пак за интервенции се дадени броевите за интервенции на дирекцијата за заштита и спасување. Во моментов имаме сознание дека над 100 повика имаме од страна на граѓаните, 70% тие повици се за интервенции да се извршат, меѓутоа другите се за пријавување на штета, така да општина Куманово има веќе одамна формирано комисија за проценка на штета, така да граѓаните своите барања може да ги достават во архивата, кој што подоцна комисијата ќе излезе на терен и ќе ја утврди материјалната штета. Тука се со нас денеска и директорот на јавното предпријатие Чистота, исто така и представникот од противпожарната територијална, кои што цело време работат на терен, па така да состојбата можат и од нив поединечно да ја кажат со што се соочуваат. Сакам да кажам дека дополнително ни е побарана помош од човечка помош, бидејќи самото јавно предпријатие Чистота има недостиг од работна сила, така да како заклучок на кризниот штаб беше донесено да се упати барање до јавното предпријатие Водово, така да во рамките на нивните можности, како со механизација, така и со човечки фактор да излезат и да помогнат сите заедно во надминување на ова состојба. Иако и без барање дел од Водовод екипите вчера беа на терен, бидејќи имаше интервенции во близина на нивните инсталации, тоест бунарите во делот кај што е Бедиње, кај што е и лоцирано Шумското. Исто така би сакала да кажам дека и екипите на Македонски шуми вчера во текот на денот и ноќта работеа на терен, иако и самите имаат големи материјални штети на своите инсталации. Значи имате ли вкупна бројка на пријавени оштетување на паднати дрвја, електрични столбови, паднати кровови, колку точно се пријавени? Од МВР што ја зедовме бројката, имале 25 интервенции, најчесто од нив 18 биле на паднати дрва врз автомобили, значи 18 се паднати дрва врз автомобили. Од ЕВН бројката не се знае, затоа што и самите екипи се уште не ја знаат сопствената бројка. Имаат паднати
паднато нивни инсталации, значи далеководи, исечени кабли прекинати, меѓутоа точната бројка не ја знаат и во текот на денот очекуваме да ни ја достават, така да доколку ја имаме ние би ви ја проследиле на вас. Водосна, ливени, кровови, тоа колку паднати има? Бројката се уште исто така целосно не се знае, меѓутоа имаме посериозни лимени кровови на Благо Илиев Гуне, каде што и денеска екипите ќе интервенираат, бидејќи се работи за голем кровен покривач, кој што претходно треба Евана да излезе на терен, да ја прекине струјата, МВР да изврши увид, па дури потоа да се исече тој лим и екипите на чистота да го расчистат. Помали покриви имаме и на Ленинова улица, доле кај Жмара, делот покривите на оние гаражи се однесени. Исто така во делот на Гоце Делчев има делови од лимен покрив, меѓутоа точно колку има се уште не можеме да утврдиме затоа што се работи на терен. И она што заборавив да кажам, дека и како дел од овој кризен штаб беше донесена и одлука, бидејќи од ЗЕЛС пристигна барање до сите општини, вклучувајќи и општина Куманово, да помогне во рамки на своите можности за вода за пиење на Гостивар, бидејќи таму има друга кризна состојба, така да беше донесена одлука за помош со вода за пиење на општина Гостивар. Која количина? Издвоени се средства од 242.000 денари за да се купи вода за пиење.